Како да стекнеме здрави навики и да се одвикнуваме од нездравите? Во оваа епизода зборуваме за лошата навика број 1, пушењето, кои се ефектите и како да чекориме храбро кон одвикнување. Пушењето е една од најголемите закани по јавното здравје во светски рамки, но и кај нас. Поточно во Македонија пушењето е проблем број 1 за јавното здравје. Македонија е на високото 4-то место во светот, според бројот на пушачи по глава на жител. Тоа за жал се одразува и на бројките на заболени и на починати од белодробни малигни заболувања. Зошто цигарите се исклучително штетни? Сите сме ја чуле фразата "Цигарите се лоши", но за да постигнеме ефект на здравствена едукација, што е клучно за усвојувањето на добрите навики, потребно е почесто да се објаснува што поточно се крие зад оваа фраза. Ова е долга тема, но во кратки црти штетноста од цигарите се состои главно од два дела. Прво, пушењето делува особено негативно на здравјето на самиот пушач. Статистиката вели дека над 100 милиони луѓе умреле како директна последица од пушењето во 20 век. Тоа е повеќе од двете светски војни заедно, а ако продолжи со истото темпо во новиот век, бројката ќе достигне милиарда. Најчесто пушењето се поврзува со здравјето на белите дробови, и тоа е точно. Цигарите предизвикуваат околу 80% од случаите на рак на бели дробови. Дополнително, и цела една лепеза на потешки и полесни белодробни заболувања. Но токсичниот чад од цигарите ја напаѓа буквално секоја една клетка од нашето тело. Може би ова ви делува чудно, но постои биолошко објаснување. Имено цигарите содржат најмалку 7000 химикалии, од кои 100 се јасно токсични, а 70% од нив потврдено канцерогени. Кога овој чад со стотици тешки токсини ќе го вдишеме, тој преку алвеолите преминува во крвотокот, односно во патиштата на хранливите материи и кислородот. На тој начин доаѓа до секоја една клетка од секое ткиво. Откако крвта ќе ја заврши работата, се филтрира низ бубрезите, а урината се складира во мочниот меур. Бубрезите треба да ја изфилтрираат крвта, па така токсините од цигарите доспеваат и до мочниот меур, каде се складираат одредено време. Притоа, тука тие го напаѓаат ѕидот на мочниот меур, го оштетуваат и една од главните причини за рак на мочниот меур е токму пушењето. Значи, директно се погодени белите дробови, крвните садови, бубрезите и мочниот меур, но ниту едно останато ткиво не е поштедено. Па така цигарите делуваат лошо и на имунитетот, плодноста кај мажите и кај жените, видот, остеопорозата и така натаму, и така натаму. Дали постои многу и малку кога станува збор за цигарите? Бројките и тука се немилосрдни. Например, само 4 цигари дневно го зголемуваат ризикот од рак на бели дробови за 5 пати во однос на непушачите, а го намалуваат и животниот век. Второ, цигарите не се штетни само за нас, туку и за оние околу нас. Чадот завршува околу пушачот, па така во затворени простории ги погодува сите останати. Студиите покажуваат дека ова е особено штетно за децата. Проветрувањето на просториите и не помага многу, бидејќи чадот се налепува на ѕидовите, а потоа постепено се враќа во воздухот. Затоа немојте никогаш да пушите во затворени простории, особено не ако во истите престојуваат деца. Дали има некакви добри вести? Секако. За среќа, пушењето е прогласено за најпревентабилна лоша навика. Односно, за разлика од загадениот воздух, кај пушењето во голема мера работите зависат од самите индивидуи. Пред да се разочарате, бидејќи во повеќе обеди можеби не сте успеале да ги оставите цигарите, треба да знаете дека во светот моментално има стотици милиони луѓе кои ги оставиле цигарите зад себе, па помеѓу нив и луѓе кои веројатно пушеле повеќе од вас
или повеќе се изнамачиле за да ги остават. Секој обид е важен и не е залуден. Другата добра вест е, никогаш не е доцна. Без разлика колку долго пушите, никогаш не е доцна да ги оставите цигарите. Само 20 минути по прекинувањето, зголемениот пулс и крвниот притисок паѓаат. По 12 часа, јаглеродниот моноксид во крвта се враќа на нормално ниво. За 2 до 12 недели, циркулацијата се подобрува и функцијата на белите дробови значително се појачува. За 1 до 9 месеци, кашлањето и недостатокот од здив значително опаѓаат. Еве неколку кратки совети за одвикнување. Прво, најдете си добар мотив и не се идентификувајте со изговорите. Цврстината на мотивот е можеби клучна во однос на тоа колку успешно ќе се справиме со лоша навика. Второ, одберете близок датум со некакво значење, соопштете го на блиските и на пријателите и кажете им дека планирате да ги оставите цигарите. Нивната поддршка ќе ви биде многу важна. Трето, не доаѓајте во искушение. Отстранете ги сите резервни цигари од домот и избегнувајте контакт со работи и ситуации кои ве потсетуваат на пушење. Четврто, ако ви оди малку тешко, користете привремено замена за никотин, мастики, лепенки, електронски цигари и така натаму. И на крај, станува збор за тешка зависност. Некои експерти ја споредуваат со зависноста од хероин, па нека не ве обесхрабруваат неуспешните обиди, но секогаш нека следува нов обид.